Завршната сметка на општината покажа буџетска реализација од дури 81% во делот на расходи, односно инвестиции за минатата година. За градоначалникот Благој Бочварски ова е рекордна реализација на буџетот на Штип каква што немало во изминатите години. Со задоволство можам да истакнам дека во 2019 година имавме рекордна реализација на основниот буџет во висина од 321 милиони денари и на вкупниот буџет во висина од речиси 800 милиони денари. За мене и за оваа локална власт најважно е парите да ги вратиме кај граѓаните преку вистински инвестиции во инфраструктурни проекти од секаков обем и секако капитални проекти кои што се значени за нашите сограѓани. Ова според Бочварски било основа за голем број инвестиции реализирани во текот на минатата година. Покажавме дека за само 2 години можеме да направиме целосен пресврт. Да изградиме нова детска градинка после 30 години во вредност од 1 милион евра. Да ја допроектираме, дофинансираме обиколницата, да го изградиме мостот кој не беше ниту започнат и да го изградиме кружниот тек заедно со целата обиколница во вредност од околу 60 милиони денари. Започнувањето со изградба на првиот покриен базен во општина Штип, финансиран од Агенцијата за млади и спорт. Однесовме конечно вода до граѓаните во населба Балканска, инвестиција од некаде околу 22 милиони денари. Од друга страна, од опозицијската ВМРО ДПМН истакнаа дека добрата реализација на буџетот е и нивна заслуга. Можеме да кажеме дека по заслуга на опозицијата буџетот е со поголем процент на извршување. Зошто ќе кажете? Затоа што и 2017, 2018 и 2019 опозицијата укажуваше на нереалните ставки во буџетот, посебно во капиталните инвестиции, кои што правобитно беа исполнувани со многу мал процент, 15 до 20%. И во 2018 и во 2019 година, росно на овие укажувања на опозицијата, повеќе пати буџетот на општина Штип беше во ребаланс, односно беше намалувана величината на самиот буџет, односно помалку вреден буџет. Инаку, заклучно со 31 декември 2019 година, на сметката на општина Штип останале 74,1 милион денари, пари кои како вишок се пренесуваат во овогодинешниот буџет.